Во меѓувреме кралот, синот негов, Јелена, отидоа каде богатата ризница со скап мирис опиваше. Кралот одбра од сталажите што светкаат ваганче. Принцот сребрена вазна одбре. Убавата кралица ги разгледуваше внимателно различните текстури од неизброените ткаенини и ја избра најголемата, но не со шари обични. Нејзините нежни раце го веселе секој дел. Покриена беше ткаенината под другите и божествено светла како светлечкиот Хеспер, вечерната звезда над скъпоценностите на ноќта. Потоа со избраните дарови побрзаа до својот гост и таму кралот се обрати до синот на Одисеј. Бидејќи се одлучен, нека грмотевецот Јовес со подобни знаци ги одобри твоите желби. Овој сребрен ваган, чии скапи рабови сјаат, збогатен е со старост. Овој вреден дар, нека биде твој. Го имам овој подарок, Вулкан што го направил. Од гостопримливиот владетел на Сидон дојде. Тебе ти го предавам ценетиот објект, гордост на владетелите и изработен од Бог. Тогаш го даде пехарот. Во исто време Мегапент ја донесе сребрената вазна со втиснати фигури. Наред дојде прекрасната кралица. Го покажа таа блескавиот превес и милно рече: прифати го, чедо, овој символ на љубовта. Одамна, во денови подобри, од елена ткаен, дај го на мајка ти да го чува за китење на невестата твоја и разубавување на венчалниот ден. Во меѓувреме, нека ти е патот среќен и брзо да стасаш дома во земјата твоја и дворецот твој, рече таа и го даде превезот. Со благодарен израз принцот даровите ги зеде. Извадок од Хомеровата Одисеја, преведено од англиски од Сашка Глигорова.